Традиционалните домашни верници во теориите на заговор кои себе си се перцепираат како нивни демистификатори и обелоденуваат вистината за ковидот цврсто демантирајќи ја можноста за негово постоење. Ова е масло на језуитите, на масоните, значи не може ни еден од нив да не се заболи. Ова е за целосна доминација и контрола на народот, значи да не чипираат, да не третираат како пред 2000 години, кога биле врзани со ланци луѓето на растојание. Вербалната сталоженост сепак не успева да го прикрие експлицитното подчинување, кое се огледа од нивото на заштита кое се користи против нешто што не постои. А дека тоа е речиси посилна настинка од која не треба особено да се стравува, е факт за кој не говорат лаици, туку високостручни кадри, за кои се претпоставува дека поседуваат адекватно знаење. Излегов со еден труд со три тези. Првата беше дали се работи за опасна вирусна инфекција, втората дали сме ние во паника и третата дали сме во војна. Значи, за опасна вирусна инфекција не се работи. Значи, не се работи за, не е карантинска болест, не е опасна болест. Ако опасноста е толку мала како што тврди членот на извршниот комитет, тогаш веројатно сериозна статутарна обврска е да се преиспита демократскиот тишчекор кој го презема сега обичниот член на партијата, кој се дрзнува да му опонира на надредениот партиски функционер, презентирајќи аргументи со кои му контрира. Иако, како леснителна околност, треба да се има предвид јасната задршка во однос на компетенциите. Не сум доктор, не можам да го коментирам тоа, она што го гледам во мојот град каде што живеам, во минатите 24 часа има 4 мртви од оваа болест. Значи, само во мојот град има 4 мртви. Кога бројките за жал го диктираат поведението, тогаш и партиските економисти кои седат рамо до рамо со епидемиолозите кои ги релативизираат, соопштува дека постои очигледно разногласие кое влие деликатно не само во однос на стручноста, ами и околу очекуваната усогласена партиска позиција на раководниот орган. За жал овдека не може да се постигне консензус, затоа што имате екстремни случаи од луѓе кои што се повикуваат на некои меѓународни заговори и така натаму, што мислам дека е чиста глупост, луѓе што не веруваат, луѓе што ја подценуваат болеста. Значи да заклучиме, мислам дека е време за порестриктивни мерки. Во нивни рамки претпоставка е дека не станува збор за бесполезниот карантин, туку за посериозен пристап кон санкционирање на сите оние кои не се придружуваат кон мерките и кон протоколите. А тогаш, власта треба да почне од самата себе си, за да докаже дека ниту некому ќе му биде стројник, ниту дека добила муштулук. Доскоро имавме само по 400, сега имаме 600 и кусур. Многу веројатно дека овие 200 ни се практично чеис од свадби. И на крајот, додека се чека миразот, останува отворено прашањето. Што не е јасно? Што не е јасно? Што не е јасно? Што не е јасно? Освен тоа што се уште нема постапка за одговорност ниту за коалициските, уште помалку за партиските свадбари, останува нејасно зошто прашалникот е свртен од обратна страна. Веројатно, за ниту тоа да не биде јасно.